Добар ден, се враќаме со третото видео, продолжуваме на темата COVID-19 и засега на почетокот разговараме за додатоците кои што има одредена научна студија, одредени научни факти, кои што на еден или на друг начин ги подкрепуваат. Минатиот пат зборувавме за витаминот Д, зборувавме и за цинкот, наред дојде мелатонинот. Мелатонинот е интересен по тоа што го видовме во протоколот за лекување за председателот на Соединетите Американски држави и од тука ми го побуди интересот да го разгледаме малку подетално, да видиме за што станува збор, дали има научни студии толку како што за цинкот и за витаминот Д, и одма да речам дека не сум воодушевен и немаше толку многу научни студии колку што иницијално очекував. Така што би почнал со самата презентација за мелатонинот и за COVID-19. Впрочем, на почетокот ќе дадеме мал вовед за мелатонинот со цел да го објасниме, да биде појасно за што станува збор, ако некој досега нема чуено. Мелатонинот е хормон кој што го контролира спиењето, тоа се чини дека е неговата основна улога. Имено тој се лачи во нашиот мозок во момент кога ќе нема светлина, дневна светлина од сонце или светлина произведена од апарати како што ја нарекуваат сина светлина или blue light, и во тој момент кога таа светлина ја снемува, тогаш нашиот мозок почнува да се подготвува да спие. Тоа е таа основна функција на мелатонинот како хормон во нашето тело. Меѓутоа, дополнително најдено е дека, како што гледаме, може да има интеракција со имуниот систем и гледаме дека може да делува на делот на намалување на инфламација или на намалување на воспалението во нашето тело. Впрочем, тоа е тоа што е особено интересно и кое што е предмет на денешната презентација. Што досега знаеме за мелатонинот и имунитетот генерално, пред да преминеме на мелатонинот и COVID-19 по-конкретно. Досега се знае дека постои одреден индиректен антивирален ефект. Значи, ќе го објаснам сето тоа, не уништува мелатонинот вируси сам по себе. Значи, не можеме да речеме дека тој директно влијае и ги уништува. Меѓутоа, има докажани антиинфламаторни или антивоспалителни, антиоксидативни и имуностимулирачки ефекти. Значи, гледаме дека од иницијалните знаења кои што ги имаме за него, гледаме дека на одредени начини тој може да влијае врз тоа што се случува со инфламација или со вирусите во нашето тело, со воспалението. Конкретно, се гледаме дека може да намалува акутно оштетување на бели дробови, кај други вируси, тоа знаење од порано го имаме. И тоа е нешто што охрабрува, бидејќи токму една од проблемите, една од маките што ги имаме со COVID-19 е такво акутно оштетување на белите дробови меѓу другото, и конечно има докажани ефекти во борбата со други вируси. Значи, неколку вируси се наброи, не сакав овде да ги набројувам со цел да не ја оптеретувам оваа кратка презентација, така што како заклучок мелатонинот не само што знаеме дека влијае врз спиењето како хормон, туку науката веќе има години наназад докази дека влијае и на имуниот систем. Тоа што конкретно сакам да го зборуваме, неговото влијание кај COVID-19. Значи, студиите се релативно оскудни досега. Во моментот има неколку клинички студии кои што се во тек, меѓутоа нивните резултати ги очекуваме најрано кон почетокот на 2021 година, но има нешто кое што досега го имаме и веројатно и тоа беше доволно да ги натера, конкретно ако зборуваме за лекарите кои што го лекува председателот на Соединетите Американски држави, да му дадат мелатонин помеѓу останатото. Во Кливленд клиник, во рамките на таа клиника, имаше одреден истражувачки центар, Лернер истражувачки центар, кој што употребува вештачка интелигенција со цел сите податоци кои што досега ги имаме од 34 постоечки лекови кои што би можеле да имаат влијание кај COVID-19, таа вештачка интелигенција да ги разгледа нивните капацитети и што би ни предложила, дали некој да размислува наместо нас и да ни даде предлог дали некој од овие 34 потенцијални постоечки лекови, кои што патем си ги користиме за други работи, дали некој од нив ќе се најде кај COVID-19
и мелатонинот е предложен како најинтересна опција од страна на оваа вештачка интелигенција, така да речеме, дека го има предложено и дури анализирајќи ги датабазите на пациенти кои што биле веќе сместени во Кливленд Клиник, оваа вештачка интелигенција нашла некоја одредена корелација или поврзаност, така што пациенти кои што веќе биле третирани со мелатонин заради други причини, најверојатно заради несоница или инсомнија, за 30% имале помала веројатност за позитивен тест од COVID-19. Секако тоа е далеко од конклузивно, далеко од заклучок, меѓутоа ни оди во правец на тоа што нас не интересира и конечно можеме да речеме за мелатонинот дека досега има само заклучоци од студии со други вируси, значи немаме директни клинички податоци во моментот кои што може да не охрабрат. Во тек се неколку клинички студии кои што треба да дадат резултати не на почетокот на 2012-та, туку на 21-та, грешка, се извинувам. И конечно дека може да биде еден потенцијален безбеден додаток кон терапијата. Впрочем, веќе има одредени центри кои што го користат, зошто дури и да го даваме на пациентите настрана за неговите антиинфламаторни карактеристики и капацитети за влијание на имуниот систем кои се уште ги истражуваме, настрана сето тоа ако го ставиме, сепак ќе им помогне на пациентите подобро да спијат. Затоа барем има одреден консензус и нема толкав сомнеш. Така што, тоа што можеме да го речеме дека за мелатонин, за разлика од останатите за тие што ги зборувавме за COVID-19, конкретно зборувавме за витаминот D и за цинкот, сега тука некако ни се малку помалку на број и силината на доказите на научните студии ни е некако помала, но тоа што ќе го зборуваме следното видео е доста интересно и уште сега сакам да го најавам, а тоа е ивермектинот. Тој веќе влегува во официјалните протоколи во Македонија кај нас, во многу други земји од поодамна и таму ќе биде доста интересно да зборуваме. Се очекува дека ивермектинот може да даде извонредно охрабрувачки резултати, но во следното видео ќе ги презентирам подобар дел од тие студии со цел да ви биде јасно зошто колегите кај нас се одлучија да го воведат ивермектинот во официјалната терапија. Ви благодарам многу.